Здраво, повторно јас. Неверојатно често слушаме дека треба да бидеме активни или да имаме активности. Веројатно кога ќе го слушнете оваа активности, најпрво помислувате на активен живот, на трчање. На некој начин тоа е тоа, но кога зборуваме за бизнис моделот, прашањето е кои активности ви се потребни за да го реализирате вашиот бизнис план, односно што се треба да истрчате за да стигнете до целта. А следното логично прашање е колку ќе ве чини сето тоа. Кои се трошоците кои ќе бидат потребни за спроведување на овие активности? Па од тука денеска ги поврзуваме овие две полиња на платното. Ќе зборуваме за клучните активности и за трошоците. Во една компанија имаме повеќе типови на трошоци, но главно тие се делат во две групи: трошоци на производство и трошоци за остварување на профит. Трошоците за производство ги вклучуваат фиксните трошоци и варијабилните трошоци. Фиксни се оние трошоци кои имаат иста висина без разлика на бројот на продадени производи. Тоа се платите на редовните вработени, киријата на просторот, амортизацијата на машините и некои други давачки од овој тип. Варијабилните трошоци пак се оние кои се менуваат зависно од производството и се пресметуваат согласно големината и обемот на производството. Следни трошоци се трошоците за остварување на профит и тие најчесто вклучуваат трошоци за маркетинг, продажба, аналитика, бази на податоци на клиенти, лиценци и слично. Звучи комплицирано, но има еден мал трик кој ќе ви помогне да ги предвидите трошоците. А тоа е едноставно, прво излистајте ги активностите. Единствен начин за точно да ги одредиме потребните трошоци е преку добро дефинирање на активностите. И на самото бизнис платно, тие се наоѓаат во истиот дел. Занемарување на одредена активност може да влијае лошо на предвидување на трошоците. А што се тоа активности? Тоа се клучните работи кои треба да ги направите за да може остатокот од вашето бизнис платно да функционира. Треба да одговорите на прашањето што треба да направите за да ја реализирате вашата вредносна понуда, да ја реализирате дистрибуцијата и користењето на канали и реализацијата на приходите. Добра вежба за да може да ги одредите активностите е да се обидете да поминете еден ден играјќи улога на некој која има вашата компанија. Пробајте да направите се што ви е предвидено во бизнис платното. Направете листа со активности од она што сте го доживеале. А поминете и друг ден во кожата на вашиот потрошувач и видете дали може би има активности кои би требало да ги предвидите и нему би му значеле, а ги немате во првичниот бизнис план. Може би имате премногу непотребни активности кои земаат време и пари, а не му значат ништо на потрошувачот. Откако ќе ги имате овие информации, направете финална листа на активности и ставете цени на чинење на истите. Така најлесно ќе имате слика за трошоците кои ќе ги имате. Но да не должам јас. Можеме долго да зборуваме за теорија. Знаете кој е поминал праксата, така? Нашите предприемачи. Да ги чуеме. Повеќе би зборувала за трошоците, него за заработките. Проблемот кај IT компаниите е тоа што ние имаме високо платен инженерите се, како да кажам, скапи. И тука мора да се они задржат. Ние не сме со нашите инженери и компаниите, јас како и собственик и генерален менаџер, не знам. Јас не се чувствувам така, заради тоа што фактички моите вработени ми се мои партнери. Јас не можам да се однесувам према инженерите како ја нешто сум шеф сега, па јас не ќе им кажам, ќе им наредам. Недостатокот на кадар инженерски е неверојатен, значи околу 500 до 600 инженери годишно фалат во Македонија само. Така да пазарот се одредува според нивото на платите, не гледате толку за профитот колку што ви е важно нивото на платите и да ги задржите луѓето. Ние имаме сектор калкулација кој што заедно во соработка со останатите сектори и сектор производство прават најдобри можни адаптирања и ценовни политики, се со цел за да бидеме конкурентни на пазарот. Меѓутоа нашата визија и цел како компанија е да надминиме овој процент на ризик, за да може и дел од важната индустрија да се набавува тука од Македонија. Тука се процеси кои што ни се предмет на обсервација и интерес во иднина и се надевам дека ќе може да ги
ги реализираме истите. Значи, секторот калкулации е оној кој што ги следи сите потребни операции и потребни репроматеријали за да може да се реализира да имаме краен производ. Во цената на самиот производ мора да бидат пресметани сите оние фиксни трошоци кои што се во делот на производството. Потоа следат сите оние оперативни трошоци, затоа што производите мора да се продаваат некаде. Ние, бидејќи поседуваме, располагаме со специјализирани продавници, односно наша продажна мрежа, мора да ги покриеме оперативните трошоци, сите режиски трошоци и на крајот мора да резултира со некаква си одредена нето профитна маржа. Ви благодарам што го изгледавте ова видео до крај. А сега е време за активност. Ајде, тргнете кон вашата цел.